Орхан Муртезани стана од министерската фотелја во европски прашања, а најлинденска покрај неговиот заменик, односно новиот министер во европски прашања Беким Сали, ќе седне поранешниот владин портпарол Мухамед Хоџа кој ќе раководи со животна средина. Премиерот Мицковски пред народните избраници ги образложи причините за новоименуваните министри, а иако не го образложи разрешувањето на Муртезани, сепак му се заблагодари за досегашната соработка и посочи дека ќе му помагал во неговиот кабинет во следењето на реформската агенда. Животна средина и просторно планирање го предлага Мухамед Хоџа. Кандидатот располага со долгогодишно искуство во државната управа и во извршната власт. За министер за европски прашања го предлагам Беким Сали. Беким Сали има претходно искуство како министер, како и тековен ангажман во законодавната власт, што му овозможува јасно разбирање на односите помеѓу извршната и законодавната власт, а Орхан ќе биде дел од мојот кабинет во иднина и ќе го координира процесот на следење на исполнување на реформската агенда. За опозицијската СДСМ, ова е само козметичка измена, која не носи никакво добро на граѓаните. Албанскиот опозицијски блок пак прашуваше зошто, ако премиерот Мицковски бил задоволен од Муртезани, го разрешува без објаснување, наместо Муртезани сам да си поднел оставка. Како и се, со оваа влада, и ова е само импровизација. Не се разрешуваат оние кои треба, туку некој мора да е жртвено јагне. Во овој случај, тоа е Муртезани. Дали Муртезани е крив што владата не покажува никакви позитивни резултати изминатите 18 месеци? Значи, премиерот не е задоволен од неговата работа и со самиот факт зашто побара разрешување. Зошто се бара разрешување? Зошто он не дава оставка? Одвреди пак ги поздравија новите измени во владиниот кабинет и им посакаа успех на новите министри. Ова е резултат на нашиот триумф на локалните избора и длабок пораз за опозицијата. Во овој случај сметам дека е неопходно да израза заблагодарување за министрите кои досега работеле, особено му се заблагодарувам на господинот Орхан Муртезани за неговата работа, затоа ги подкрепувам овие предлози и ги молам колегите да гласат за ова со умереност. Иако на почетокот по изборите премиерот најавуваше широка реконструкција, сепак, како што веќе најавуваше потоа, таа веројатно ќе почека до пролетва, а овие минимални измени доаѓаат како резултат на изборниот процес, кога дел од министрите станаа градоначалници, а меѓу нив и Изет Меджити која водеше животна средина, но беше и прв вице-премиер, функција која сега ќе ја превземе Сали, а пак Хоџа, онаа во животна средина и просторно планирање.